Да се направи стадион не е мала работа. Бара и време и пари. УЕФА тоа добро го знае, а знае и дека не секоја земја може да си дозволи такво нешто. Затоа, преку своји програми не само што помага одредени земји да изгледат вакви објекти, туку на овој начин ги анимира државите да инвестираат во фудбалската инфраструктура. Хет-трик програмата е еден од начините. Кога имаш и пари и поддршка од државата преку општините, не би требало да има проблем околу градбата, но кај нас очигледно не е така. Фудбалската федерација на Македонија имаше и пари, имаше и поддршка, но се уште и по 3 години не успеа да го изгради стадионот во Прилеп. Стадионот кој пречекуваше многу странски екипи, кој беше домаќин на македонската репрезентација и чии трибини нередко беа исполнувани до последното место, неочекувано стана главниот јунак во нашава приказна. Но да тргнеме поред. 2008 година победа стана првата екипа која УЕФА ја казни поради местење на надпревари. Беше суспендирана на 8 години и од тој момент почна голготата на Гоце Делчев. Наместо храм на фудбалот, стадионот стана храм на срамот. Никој повеќе не доаѓаше на него, никој не го одржуваше, никој не трчаше на теренот. Стадионот почна да пропаѓа. А потоа се роди надеж дека стадионот ќе воскресне. Во рамките на хет-трик програмата на УЕФА, од страна на Фудбалската федерација на Македонија, Гоце Делчев беше избран за еден од оние стадиони во државава кои ќе бидат реновирани со средствата на УЕФА. На 30. октомври 2015 година, тогашниот претседател на Фудбалската федерација на Македонија, господинот Илчо Ѓорѓиевски, и поранешниот градоначалник на Прилеп, господинот Марјан Ристевски, подпишаа договор за реновирање на Гоце Делчев. Според изјавата на господинот Ристевски, целокупната инвестиција во делот на тоа што требаше да го прави општината изнесуваше околу 1 милион евра. Според договорот, ископот, дренажата, сејањето трева и осветлувањето беше во надлежност на ФОФМ. Од страна на Фудбалската федерација на Македонија нема префрлени никакви средства на сметката на општина Прилеп. Значи, сите оние изведби за работа што ги плаќала овој Фудбалската федерација на Македонија се директно дадени на изведувачите за градбата, што тие 600.000 или не знам колку илјади евра. Така да, нашиот договор што го потпишал минатиот градоначалник со Фудбалската федерација на Македонија е ваков. После завршувањето на изградбата на рефлекторите на градскиот стадион и тревникот на градскиот стадион да биде предаден таков стадионот на општина Прилеп и од тој момент општина Прилеп ќе стопанисува комплетно со стадионот. Се чинеше дека инфраструктурните проблеми се надминати и дека Прилеп конечно ќе добие стадион како што заслужува. Но наместо тоа, ова беше само почеток на игрите околу стадионот. Договорот што го склучила локалната самоуправа со двајца изведувачи, едниот изведувач е Монтинг, што требало да ја направи металната конструкција на северната трибина во вистина од 10 и нешто милиони денари. И другиот договор со градежната фирма Новоградба од Прилеп, што требало да ги изврши градежните работи во висина околу 18 милиони денари. Значи, едниот договор е склучен на 26 април 2017 година, Монтинг, и на 27 април следниот ден, 2017 година, Новоградба за градежните работи. Требало првин да се завршат градежните работи од Новоградба, па после да се вклучи другата компанија Монтинг да се направи челичната конструкција. Новоградба склучила договор на 27 април 2017, а има отпочнато со работа, вовет во работа, на 4 септември 2017 година. И во договорот пишува дека во рок од 90 работни дена треба да биде
направен тој дел од стадионот за градежните работи за тие отприлика 18 милиони денари. До февруари, почетокот на февруари 2018 година, значи повеќе од 4 месеци, имаше изградено компанијата Новоградба само 7% од градежните работи. И тогаш општина Прилеп еднострано го раскина договорот со Новоградба. Од своја страна, Фудбалската федерација избра бугарска фирма како изведувач на работите, која требаше да ги постави и пушти во употреба рефлекторите и да го направи теренот. За колку средства требаше да завршат сите тие работи, за жал не успеавме да дознаеме, бидејќи и покрај уредното барање, испратено до ФФМ, одговор не добивме. Поради тоа ќе мора да се послужиме со неофицијални суми, кои според спекулациите варираат од 350.000 до 600.000 евра. Први проблемот со изградените рефлектори од ФФМ, што го граделе, како што кажав, ФФМ за изградбата на рефлекторите, сами направиле тендер за проектирање, ревизија, изведување и за тоа немале дозвола за градење. Значи, одобрение за градење немале за градење на рефлекторите. А сепак се изградиле. Било дадено решение за градба. А да напоменам, решение за градба се дава решение на изведба и правење на канделабри по улиците. Според законот за градба, пред нешто да почне да се гради, потребно е да се обезбедат сите одобренија и дозволи од надлежните органи. Како што рече градоначалникот Јовановски, 10 тонски рефлектори не можат да се постават врз основа на добиено решение за канделабри, туку конкретна дозвола која изведувачот ја немал, што значи законот е прекршен. Излегува дека рефлекторите се дивоградба, бидејќи дозвола за нивно поставување фирмата не обезбедила, туку некакво решение кое според градоначалникот се издава за поставување канделабри. Во меѓувреме да ви кажам дека се не сеќам дали беше пред Нова година и после Нова година, имало кражба на дел од рефлекторите, тоест на каблови. На 11 јули 2017 година, поранешниот председател на Фудбалската федерација на Македонија, Јуцо Ѓорѓиевски, прави обид да ги предаде рефлекторите на стопенисување на општината, но градоначалникот Илија Јовановски тоа експлицитно го одбива. 8 дена подоцна, Ѓорѓиевски поднесе оставка на председателската функција во Фудбалската федерација, а битката за изградба на стадионот продолжи. Очигледно е дека Изофас одлично си ја врши својата работа и стадионот полека го добива посекуваниот изглед, па сепак, иако се надзира, крајот е се уште далеко. Работите околу стадионот Гоце Делчев доцнат. Наместо оваа сезона да игра дома, Победа повторно се шета по стадионите во државава, а тоа чини пари, на страна изгубената добивка. Колкави се загубите, не оние фудбалски, зборуваме се за финансиските, за финансиските за победа. Па може би нема да бидат до денар прецизно кажано, меѓутоа ориентационо сите ќе ја сватите која е поентата. Јас мислам дека една Барселона да го доживееш ова 4 години да не игра на свој терен, мислам до денеска ќе банкротираше. Зошто кажувам ова? Затоа што за да одигрувате еден натпревар како домајчин на гостински терен, тоа се огромни трошоци. Прво, значи обезбедувате превоз за играчите, обезбедувате превоз за останатите лице кои што се во организација. Тука спаѓаат редари, па деца за топки, па луѓе за наносила, па луѓе за записник, за сета таа организација, значи целиот тој еден организационен тим морате да го обезбедите да патува. Не само да патува, треба да обезбедите исхрана за сите, затоа што тие луѓе се цел ден активирани. Кога играме дома тоа се 4 часа активација, меѓутоа кога играте како домајчин на надвор, тогаш е активност цел ден, буквално цел ден, и не можете тие луѓе да ги оставите туку така. Меѓутоа за сите треба да обезбедите, значи дополнително превозни средства, дополнителна исхрана и дополнителни трошоци во смисла секаде каде што играте треба да дадете односно да дадете надомест за стадионот што го користите. Благодарност до сите оние кои што не излегле, како на пример Осогово, кој што не излезе последните утакмици оваа година во пресред, ни го даде на користење на теренот. И на разбирањето на некои други
користници на терени кои што не излегува во престрет и во најлоши временски услови кога знаеме дека теренот се оштетува, нас не било дозволено и затоа еве користам приликата на сите да им се заблагодарам. Меѓутоа сето тоа створило огромен трошок на клубот од еден аспект. Вториот аспект на трошок е трошокот кој што ние би требало да го добиваме како приход, а тоа е публиката. Еве да предпоставиме и во најмалата можна варијанта да би била 1 евро, 50 денари еве да била картата, да би имале, значи тоа е отприлика 1 евро, да би имале 3-4 илјади публика под надпревар, што во Прилеп знаете дека во втора лига имавме по 8.000 гледачи, или да еве да предпоставим некој си минимум, тоа би било значи 3 до 4 илјади евра приход по надпревар. 20 утакмици во текот на годината, 19 се одигруваја како домајчини, тоа се 80.000 евра само опортунитетен трошок. Значи не ги добиваме средствата, а би требало да ги добиваме. И оние средства кога би се поставиле што ги даваме рекламни за претходни, да, плюс оние средства што ги даваме како пари, значи за превоз, за храна, за едно, за друго, за играчите, тоа би дошло некаде околу 150.000 евра по сезона, некој си минимум што е многу повеќе, меѓутоа ајде да го земиме тој минимум. Значи можеме ли вака да заклучиме од сево ова што ми го кажавте, значи 150.000 евра се загубени од пари кои што ги немате земено да и кои што ги имате дадено. Иако тука се додадат уште 30.000, 40.000 од спонзори кои што ви дале по 2-3. Значи околу 200.000 годишно би губили. Годишно 200.000, 4-5 години, а вие сте во загуба околу 1 милион евра. Па ако го заиме така точно ќе дојде од ориентационо толку. Во меѓувреме, од изведувачот на Фудбалската федерација на Македонија нема ни траг ни глас. Дел од машините стојат, дел се пренесени на друго место, ФФМ молчи, не презема ништо, а измина повеќе од 1,5 година од наводниот почеток на работите на теренот. Исто така, не е познато дали парите кои ФФМ ги даде за овие работи, без оглед на тоа колкава е сумата, дали се 300 или 600.000 евра, се однапред исплатени, дали само дел, каков е договорот меѓу ФФМ и изведувачот, како е заштитена федерацијата во случај на неисполнување на работата од страна на изведувачот, во поглед на непридржувањето на роковите и слично. Одговорите ги има само Фудбалската федерација на Македонија. За жал, јавноста за сега тешко ќе ги добие. Ваквата затвореност тера на многу размислување, на многу сомнежи. Би сакале се ова да е недоразбирање меѓу ФФМ и избраниот изведувач, но висината на парите, затвореноста на федерацијата, нетранспарентноста и одолжувањето на работите на стадионот Гоце Делчев во Прилеп наведува на други помисли. За жал, трпат победа навивачите, љубителите на фудбалот и комплетно државата.